Закани, уцени и навреди кон новинари од Емил Јакимовски. Новинарки јавно проговорија дека од Јакимовски континуирано добиваат закани, ама и пораки зачинати со невистини, пцости и вулгарности. Последна во низата реакција на главната и одговорна уредничка на Алфа телевизија Искра Коровишовска, која бара соодветна реакција на институциите. Лицето Емил Јакимовски удри врз мојата чест како новинар, како човек и како жена, навредувајќи ме на најодвратен начин и што е уште пострашно. Сето тоа го проследи со најприземни закани во стилот: "Ке видиш ти што ќе ти се случи кога ќе ме сретнеш надвор." Не се плашам ниту од него, ниту од неговите мизерни закани, но сметам дека јавноста мора да знае какви морално деградирани луѓе се шеткаат меѓу нас и се обидуваат да ги задоволат своите изопачени потреби и мали ега преку безсмислени обиди за понижување на девојки и жени. Очекувам соодветна реакција од МВР. И новинарката Мири Јордановска претходно преку социјалните мрежи сподели SMS пораки и закани кон неа, упатени од Јакимовски. Гуска, да те искреираат на некролог, мал сегмент од монологот на ничим прозваниот Емил Јакимовски, кој од 5 до 6 часот изутрина ми се закануваше без престан, не знаејќи ниту каде работам и цитирајќи текстови кои не сум ги напишала. За ова е веќе пријавен во МВР преку Хелсиншкиот комитет, особено затоа што за него веќе има пресуда за семено насилство, а овие принт скринови ги објавувам со чиста совест, за партијата да го преиспита психичкото здравје на оние кои ги вработувала и оние кои го креираат јавното мислење. Новинарот не застапува политичка партија. Новинарите не препознаваат вера, раса или пол. Атакот врз секој новинар е за осуда, особено ако е кон жена. Истиот не треба да мине без санкции. Осуда за заканите и навредите пристигна од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, од каде апелираа надлежните да постапат по случајот. Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници исто така со осуда. Од ССНМ порачаа оти несанкционирањето на заканите ќе значи и охрабрување за сите кои сметаат дека на таков начин можат да се справуваат со новинари. Јакимовски објави и недолична содржина за Коровешовска со цел да дискредитира, користејќи недолични и крајно навредливи зборови, со оглед на тоа што во периодот од неколку дена повеќе новинари согласија дека добиваат закани од истото лице, ССНМ бара од МВР и ОЈО итно да превземат мерки за ваквите напади и закани врз новинарите, бидејќи во спротивно несанкционирањето на заканите ќе значи охрабрување на сите кои сметаат дека на таков начин може да се справуваат со новинарите. А освен новинари, мета на Јакимовски изгледа и неговата претпоставена, директорката на Централниот регистар, која објави дека се сомнева. Оти токму Јакимовски е хакерот на Facebook страницата на државната институција, на која осамнаа статуси дека местела тендери. Страницата е искреирана уште пред 10 години од лицето Емил Јакимовски во времето кога тој бил раководител на оделението за маркетинг и односи со јавност. Централен регистар на Република Северна Македонија се сомнева дека ова лице стои зад постовите кои се појавија на фан страната на социјалната мрежа Facebook во изминатото деноноќие. Од оваа институција велат дека кон Јакимовски има дисциплинска постапка поради закани кон други вработени.